кажам и за градбите во приобалниот дел, бидејќи ние ги однесовме до музеот на вода и реагираа за она што се случува и што се гради покрај самата обала. Значи најбурни беа нивните реакции за изградбата на приобалниот дел на езеро. Конкретно на Субрата го кажате за нешто? Значи ние не сме виделе проект на Субрата се уште. Ние ги во текот на минатата година почнавме со археолошки истражувања на тој простор, добивме средства, ќе продолжиме и оваа година. Откривме кои археолошки локалитети постојат на просторот, врз основа на тоа ќе направиме заштитно-конзерваторски основи и тие основи ќе ги дадеме на планерите за потоа да го планираат за просторот со тоа што ќе даваме она што сме го откопале, градбите кои што ги откривме да бидат интерполирани во самиот простор. Ве прашав, не случајно затоа што велите реагира на градбите покрај брежето. Значи, логично се наметнало што ако ги реализира оние градби Субрата. Значи, се уште не сме виделе ни проектот Субрата, официјален документ никаков немаме кај нас добиено. Значи, ние добивме барање од Министерството за транспорт и врски да кажеме дали постои археолошки локалитет. Она што ние го кажавме, Министерството за култура обезбеди средства и ние уште лани почнавме со искупување. Исто така имаме средства и за оваа година. За негде 15 дена ќе продолжиме со доистражување на просторот, веќе границите ги утврдивме и све она што сметаме дека треба да биде заштитено како културно наследство ќе стои во нашите основи кои понатаму ќе ги дадеме на планерите за да го планираат просторот. А кој ќе гради и како ќе гради, значи официјален документ никако. Се уште немаме, се уште не е урбанизиран простор.